Слушнавте од претходниот прилог, јаболкото се смета за навистина лековито овошје, плоте на Блискиот исток од пред 4000 години, а некои податоци велат дека човекот истото почнал да го конзумира уште пред 6500 години. Мокта на јаболкото врз човечкото здравје не замилива како од хранлив аспект, така и од медицински агол. Причина повеќе, денеска да зборуваме за него токму на Меѓународниот ден на јаболкото. Наредниве минути во Македонија наутро со слика и тон ве водиме во регионот кој е препознатлив по оваа овошка, преспа, ја гледате нашата соговорничка и велам добро утро на Ана Лабор, која што е инаку жена, земјоделец, која што фасцинира со својата овоштарска приказна. Имено години наназад со својата мајка и сестра имаат овоштарник од каде произлегуваат највкусните јаболка кои ги извезуваат низ целиот свет, но како тоа да не беше доволно, создадоа многу интересна овоштарска приказна која всушност ја го доближува јаболкото од бербата па до трпезата. Ана, добро утро и добре ни дојдовте во утринската програма. Добро утро. Добро утро. Поздрав од Преспа и ви благодарам што сум дел од оваа емисија. Сончева Преспа ова утро, пријатно да се биде на отворено, верувам. Спомена во најавата, Преспа е препознатлива по јаболките и овоштарството за многумина е семејна приказна. Како започна вашата? Нашата приказна не е нова. Нашата приказна започна од пред 100 години, кога нашите предци оделе во Америка и работеле за да се вратат тука и го купуваат ова парче земја кое што денес ние го обработуваме. Тоа се случувало во 1920-тите години, а нашите први сознанија дека започнале со јаболко производство се од 1960-тите години. Денес, јас и сестра ми представуваме горди земјоделки, односно пета генерација јаболкопроизводители во нашето семејство. Ана, фасцинантно е тоа што во приказната сте вие, како што споменавте вашата мајка и сестра, три дами кои што од јаболкото создадоа една сосема поинаква приказна. Велите ова е женска фарма, под женско раководство и менаџирање, овде сме главни ние жените, односно вие жените, а мажите ни работат и за тоа се соодветно платени. Точно, мајка ми сака ова да го кажува. Тоа е точно. Значи, од 2017 година започнавме ние да работиме фармата, односно овоштарникот. Имаме околу 5 хектари кои што ги обработуваме заеднички и приморани од лошиот пласма на јаболкото и цените кои што ги достигнува на големо, ние моравме да направиме таа диверсификација на фармата, односно да стане позната туристичка дестинација во агротуризмот, каде што ние сакаме да ја промовираме Преспа преку она што најдобро го знаеме. Ако претходно земјоделството беше синоним само кој што се поврзуваше со мажите, она што ме интересира, какви се изминативе години реакциите на луѓето кога ќе слушнат за три успешни жени земјоделки кои што прават многу поинаква бизнис приказна? Па морам да признам, ова е машки свет. Нема многу жени земјоделки кои што го работат ова. Кога ние започнавме во 2018, посебно со отворен туризам, многу беше скептично и мислам дека не беше баш најдобро прифатено од околината и од целата држава, бидејќи ние сме прва фарма од отворен тип. Меѓутоа, последниве 2 години добиваме многу позитивни коментари од сите и сите ни викаат дека ова што го правиме одлично, бидејќи ја ставаме Преспа на туристичката мапа во Македонија. Ана, денувија беше одбележан Меѓународниот ден на руралната жена, во кој што уште еднаш се потенцираше моќта на жените земјоделци како локални хероини во производството на храна. Од она што вие како го имате како искуство, пред какви предизвици се исправени жените токму во агробизнисот? Реално, жените во секој бизнис имаат предизвици, меѓутоа во агробизнисот имаат уште поголеми. Како што кажав, ова е машки свет и не се толку лесно прифатени, меѓутоа се повеќе и повеќе има жени земјоделки и мислам дека ќе се докажеме во она што дека и ние знаеме да го работиме земјоделието.
Јаболкоберот трпи низа предизвици изминативе години. Од почетокот на пандемијата некако почна се за време на ковид кризата. Она што беше проблем е како да се организира сезонското бирење на јаболки, односно како да се донесат работници од странство кои што вообичаено ги има во Преспанскиот регион. И сега некако полека стигнува ковид пандемијата, немаме мерки, навидум се тргна онака како што треба, започна економска и енергетска криза дополнително. Какви предизвици работни имате во моментов и во однос на извозот, бидејќи споменав во најавата голем дел од јаболките ги извезувате, и во однос на цената на истите? Во однос на проблемот со работниците, да, оваа година посебно се случуваме со голем проблем тоа што Македонија нема доволно работна сила за овој тип на работа. Работниците во Преспа, односно берачите, како што ние ги викаме, доаѓаат од Албанија, од Мала Преспа регионот, кои што патуваат секој ден и работат во овоштарниците низ Преспа. Оваа година се случуваме со проблем што дневницата се искачи драстично, за разлика од минатата и од претходните години. Меѓутоа, цената на јаболкото е многу пониска, а нашите трошоци, производствени трошоци се повисоки. Во однос на продажбата, оваа година оди многу слабо, да бидам искрена, и сите јаболкопроизводители сме загрижени за тоа што ќе се случува, бидејќи Македонија 90% од јаболкото го извезуваше во Русија. Меѓутоа, сега со воената криза и со политичките проблеми, ние сме во неизвестност дали и каде ќе се извезува нашето јаболко. Ана, би сакал токму на тоа да се задржиме во наредниве минути. Кои пазари досега ви се обезбедени во однос на извозот на јаболка? Значи, во моментов, како што кажав, за нас е неизвестност, зависи државата и зависи од компаниите, трговци, од купци кои што ќе обезбедат пласман. Земјоделците како земјоделци, нашата единствена работа е да направиме добар квалитетен производ. После тоа не зависи од нас продажбата, бидејќи ние немаме нити лиценци за извоз. И како да не е доволна ковид кризата и економската криза, изминатиот период се менува драстично и климата, и тоа е предизвик плюс за земјоделците, особено за оние кои што претрпеа големи штети како последица на невремињата кои како метеоролошка појава се почести. Имаше ли такви во Преспа изминатиот период, влијаеше ли се во ова на приносот, колкав е годинава? Да, секако дека влијаеше. Последно време, последниве 2-3 години имаме чести појави на град. Тоа прави големи штети, така што нашето јаболко не може да биде како прва класа или екстра класа продадено, односно оди како индустриско. Според моите сознание, Преспа има околу 2500 регистрирани јаболкопроизводители и додека пак годишниот принос е околу 150.000 тони. Сега, оваа година имаше многу големи штети и јас мислам дека ќе биде, дури може и испод 100.000 тони да биде квалитетно јаболко. Несомнено дека Преспа е регионот кој што може би најпогоден за одгледување на јаболка во Македонија. Какви се сорти на јаболки одгледувате конкретно? Најмногу имаме ајдарет. Не зборам само ние генерално, туку и во целата околина на Преспа. Тоа е јаболко кој што последните години, мислам, зборам последните 15-20 повеќе години се извезувало и насадите се најчесто насадувани со тоа. Меѓутоа, исто така имаме и црвен делишес, потоа суетноста произведувано јаболко, Јона Голд, Плоскоп или кожарка, чаделот исто доста барано јаболко, посебно сега во овој период. И ајде сега малку да проговориме за другата страна на приказната. Знам дека целата приказна со овоштарството вам ви е драга, односно сите сегменти од истата ви се подеднаква драги, но бизнисот е бизнис, а ова друго што ќе го најавиме е чисто задоволство од кое што вие направивте сензација помеѓу туристите. Имено едни од ретките сте кои што одлучивте да му дадете поинаква димензија на јаболкото, тоа да ни го доближите нам, да учиме како се бере, да видиме какви сорти постојат,
знаат што се прави од јаболкото, благодарение на турите кои ги правите. Сега, масата зад вас забележувам дека е наместена. Ние на фотографиите видовме дел од атмосферата која што има низ години во Преспа. Кого очекувате на денеска и какви се реакциите на оние кои што доаѓаат на вашиот овоштарник? Да, масата токму е наместена со Бајлево, затоа што денес имаме група, имаме преку нашата соработка исто така проширена и со туристички агенции, така и денес оваа група е преку туристичка агенција, односно тоа се туристи од Белгија, 25 туристи, кои што ќе дојдат, ќе имаат прошетка низ нашиот овоштарник, нашата фарма, ќе се запознаат со јаболкопроизводство, ќе им кажеме кои се врсти, како се одвива бербата, а потоа ќе имаат можност токму тука на оваа маса да пробаат традиционална преспанска храна. И кога сме кај храната, што се произведувате, бидејќи знам дека правите дома многу различни производи од овошките кои ќе ги одгледувате, со Никола малку подоцна за тоа што се друго паралелно одгледувате? Да, значи како што спомнав, диверсификација беше потребна на фармата. Ние се одлучивме како туристичка дестинација, меѓутоа тоа сепак не стопира, да кажам, за да почнеме да произведуваме различни мармалади, сладки, ликери правиме исто така од нашите овошја и сокови и други производи. Јаболкото е можеби доминантното овошје кое што го одгледувате. Што друго одгледувате освен јаболки? Што можевме да погледнеме на оние фотографии кои што одеа во текот на нашиот разговор? Така е, доминантно е јаболкото. Ова е јаболкова фарма, имаме околу 5000 јаболкови дрва. Меѓутоа имаме и околу 200 цреши, околу 300 сливи имаме, исто така имаме насади со вишни, со лешници, ореви, меѓутоа и различни зрнести овошја, посебно од кои што ги правиме соковите и ликерите. Вчера кога ги вадевме фотографиите како инсерти кои одат во текот на разговоров, нашите колеги монтажери изреагираа, одамна ли сме виделе вакви убави фотографии. Вие внимавате на секој сегмент од промоцијата на приказната, што е добро, маркетингот е многу важна работа. Така е, да, мене ми е стварно пасија фотографија и маркетинг. Социјалните мрежи е она преку што почнавме и се уште го развиваме нашиот бизнис, оваа рурална приказна. Споминавте дека за некоја минута пристигнуваат туристи од странство. Има ли закажани тури за деновиви, од каде се? Имаме закажани туристи исто така и за сабота, да бидам искрена, не знам од кај се, преку туристичка агенција се исто така. А потоа имаме понеделник и вторник македонски туристи. Она што особено јасно му среќна е што македонските државјани почнаа да не посетуваат помасовно, односно ги носат дечињата како ден во природа, да се запознаат со тоа од каде доаѓа храната, како се произведува и останато. Ана, имаме податоци дека токму дечињата доаѓаат на екскурзии во вашиот овоштарник. Какво е искуството од работата со нив? Со дечињата си поминуваме најубаво, посебно ни се мили помалечките. Најдени број на години, можам да кажем дека не им е интересно, така да и ние кога школите ни се окуваат, прво што прашуваме колкави се дечињата, затоа што од нашето искуство знаеме на кои им е интересно, на кои не им е интересно, меѓутоа јас сум изненадена од тоа сте секогаш подушевени и колку се упорни самите да си ги наполнат торбите, дури некогаш и бараат сами да ги вратат назад од двор. Односно, викаат, сакаме да поминеме, да видиме што значи да работиш тежок живот, да работиш земјоделие. Оние кои што не ве познаваат, не знаат дека вие сте вистински три дами во еден овоштарник. Имавме и пред неколку дена исто гости кога зборувавме на тема денови на руралната жена. Сите жени земјоделки се вистински дами, што изненадува, бидејќи перцепцијата кога ќе споменете нели жена земјоделка, визуелно е малку поинаква. Да, ние сме жени, ние сакаме да се грижиме за себе, апсолутно. Ана, да, конкретно разговорот,
која е вашата порака до сите млади жени? Може ли да се живее од земјоделство? Да бидам искрена, можам да зборувам за јаболкопроизводство, доколку се продава како суров производ, односно на голем, што викаме ние јаболкото, не сум сигурна дека може да се живее. Меѓутоа, доколку се има желба да се прават производи и да се биде креативни, да, може да се живее. Всушност тоа е и мојот предизвик. Тоа сакам да го докажам. Јас тоа го работам веќе од 2018 година. Што ви донесе вам јаболкото во животот? Мене значи јас сум родена тука сум израсната на оваа фарма. Мене ми носи среќа. Јас последниве 2 години со маж живееме во Дубај, и тоа еве веќе месец сум тука, си дојдов да му радам јаболкоберо, затоа што тоа ме прави среќна, сакам да сум тука. Ако не грешам, уште еден податок кој што е многу интересен, вашиот супруг е британец, чинам, ако не грешам, ќе ме коригирате вие, кој што дојде да живее овде, на кој што му е многу попријатно на вашата фарма? Да. Всушност ние веќе разговараме и правиме планови за да се вратиме од Дубај и да живееме тука на фарма. Што ќе се случи многу брзо. Тоа значи дека ние ќе се гледаме често во Преспа. Благодарам. Моја, затоа што и тој ужива тука и многу му се допаѓа Преспа и овоштарниците и животот тука. Не гледам причина зошто не би уживала ако погледнеме зад вас како изгледа се. Благодарам, Ана. Совршена гледка. Благодариме, Ана, за гостувањето. Драго ни е што имавме можност да бидеме домаќини на вас и секако да промовираме успешен пример на жени земјоделци токму на меѓународниот ден на јаболкото, кој што покажува дека доколку си има желба и посветеност, секоја замисла е остварлива. Следна средба на ваш терен. Да, ве очекувам на гости, обавезно. Договорено. Договорено. Ја прифаќаме поканата.